Ексклузивно во студиото на Македонската телевизија во емисијата програма на градови во живо го имаме и вистинскиот човек на оваа тема. Наш гостин е раководителот на истражувањето на неодамно откриеното наоѓалиште во село Корошишта Струшко, археологот Перо Арџанлиев. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Слушнавме дека Управата за заштита на културното наследство вие продолжила дозволата за истражување на локалитетот до 30 ноември. Дали ќе продолжите или засега завршивте со истражувањето на локалитетот? Јас би сакал да ја разјаснам целата постапка. Кога започнувавме, првата дозвола беше со почеток од 5 октомври. Така. Бидејќи работиме на приватна собственост, на нива на приватен собственик, Букури Шемшедини, кој го поздравувам и заради неговата доблест да ни дозволи на неговото земјиште да истражуваме. И не замоли дека му треба уште една недела на пченката за да ја ожне пченката. И уште тогаш јас како раководител сватив дека планираниот тек на истражувањата нема да биде онака како што го планиравме. И тоа е редовна постапка, се случувало и во минатото. Побарав продолжување на дозволата и среќа, ние тогаш во тој момент немавме идеја ни во најлудите сонови дека ќе дојдеме, ние очекувавме дека ќе откриеме нешто, меѓутоа вака епохално, спектакуларно. Не, меѓутоа ето се поклопија некои работи, постапката е испочитувана, добивме продолжување на дозволата од управата, имавме инспекцијски надзор за време на истражувањата, така да сите процедури се испочитувани и тоа е текот на истражувањето. Сега, кога станува збор за дозволата, иако е до 30 ноември, до крајот на месецов, засега завршивте со истражувањето, меѓутоа главното прашање е во колкав процент е истражено ова археолошко наоѓалиште и колку време ќе ви треба или колку време ќе ви биде потребно целосно да го истражите? Во овој степен не можеме со сигурност да кажеме, меѓутоа во наредната година планираме да употребиме напредна технологија. Тоа се викаат геофизички скенирање на површината на земјата, кои ќе ни помогнат да го видиме опсегот и на која површина се распространува локалитетот, колку гробови има и така натака. И тогаш ќе можеме да видиме колку сме чепнале од овој локалитет и уште колку работа ни престои. Се надеваме дека со сериозна поддршка, државна поддршка, ние ќе можеме во целост да го истражиме, бидејќи со самите откритија локалитетот покажува дека заслужува едно такво внимание. Така. Две гробници од архајскиот период од 6 век пред нашата ера со над 100 разни други предмети се откриени кај Струшкото село Корошишта. Велите, вакви наоди се откриваат еднаш во векот и ние ги нарекуваме епохални откритија. Ова одекна како археолошка бомба не само во Македонија, туку и во регионот. Ова е историја. Што значи ова откритие за вас како археолог и што значи ова за македонската археологија? За мене и за мојот тим значи остварување на еден сон. Значи, беше многу чудно за време на истражувањето како да работите во сон. За македонската археологија се надевам ке значи голем поттик за да ние нашето го направивме археолозите, направивме епохално откритие и сега ја предаваме палката на другата страна, на државните институции, на владата, која треба ова да го финансира посериозно и да продолжи со истражување и уште многу пати вака да се среќаваме и да ве радуваме со едни вакви епохални откритија. Да, рековте се случува многу ретко и стварно е така, дека историја како што е историја 918 и 932 Требениште, 2002 Горна Порта, така е историја и 2024 Корошишта. Покрај овие над 100 предмети кои што ги гледаме на инсертите, истражувањето откри две монументални гробници каде се пронајдени останки на маж и жена од аристократската елита и ова всушност ја потврдува значајноста на регионот во историски, но и културен контекст. Наодите со себе отвараат и други прашања. Велите, наодите се прекрасни, можеме само да се восхитуваме, меѓутоа контекстот е важен во смисол на тоа зошто така го погребали и зошто му ставале такви дарови. Да, како што спомнавте, гробниците се монументални, со импресивни димензии и ги надминуваат сите досега откријани на Балканот. И замислете во 6 век пред наша ера колкава енергија и сила му требало на локалното население да изгради еден таков погребен споменик на некој од својата елита. Така да
тоа се импресивни податоци кои ние во иднина ќе ги разработуваме и ќе ги анализираме, ќе истражуваме. Имаме доста, морам да спомнам, органски материјали кои во соработка со познати европски и светски лаборатории ќе ги испитаме и се надевам дека ќе дадеме еден комплетен пакет на информации, податоци за ова значајно откритие. Локалитетот е строго обезбеден и заштитен, секако за да се спречат нелегални активности, а вие, археолозите, уште поголем предизвик е пред вас, затоа што очекувате дополнителни откритија кои ќе донесат и нови сознанија за историјата на македонската аристократија и генерално за културното наследство. Да, локалитетот е заштитен и од институциите, значи, постојано патрулира припадниците на Министерството за внатрешни работи. Потоа сме во постојана комуникација со местната заедница. Еден припадник од Џамил Али, од претседател на местната заедница од Корошишта, беше и член на истражувачката екипа. Јас пред да влезам во студио комуницирав со нив каква е ситуацијата на терен. И местоположбата, самата местоположба, бидејќи локалитетот се наоѓа на 100 метри од прометен пат, и се наоѓа на приватна собственост. Никој не дозволува на приватна собственост некој да врши некакви нелегални действија. И друга срекна околност е гробниците се наоѓаат на огромна длабочина и без употреба на механизација не можете да направите било што, било каква штета, а ако употребите механизација, верувајте, на тој простор нема да останете незабележан. И јас уште еднаш ќе ги повторам, јас на неколку пати на пресконференцијата официјална кажав дека законските мерки против илегална трговија се доста строги. Така. Значи, казнените мерки се доста строги. Сега она што сигурно ќе ги интересира гледачите, овие предмети се заштитени и ќе бидат изложени, но кога ќе бидат представени пред јавноста? Јас веќе со Балево разговарав со мојот колега конзерватор Климент Балев да направи една проценка колку финансиски средства ќе му бидат потребни и колку време ќе биде потребно. Ние ќе дадеме се од себе и ветивме дека како и целиот тек на истражувањата бевме многу транспарентни, некои ни замерија, меѓутоа јас како раководител и со моето искуство одлучив дека тоа е единствениот начин како да ја крениме свеста кај населението и како треба јавноста да биде запознаена, бидејќи ние сме корисници на средствата на даночните обврзници на целата јавност. И како што бевме тогаш транспарентни, ние ќе се потрудиме, ќе дадеме се од себе во најбрз можен рок предмети да бидат конзервирани и веќе во текот на наредната година во Археолошкиот музеј во Скопје да можеме да уживаме сите заедно во нив. Ќе биде на огромно задоволство на јавноста, верувајте. Се вели дека во Македонија и најмало камче да поместиш, ќе најдеш археолошки предмет од било кој од некој од бројните археолошки локалитети кои ги има сушност на секој чекор. Најголем дел од тоа се археолошки локалитети од типот населби и некрополи. Но прашањето е кој ги истражува и колку се заштитени, затоа што во Македонија има над 5000 познати археолошки локалитети, од кои само дел се заштитени. Да, ние сме доста, мислам, тоа излишно да го разговараме. Една на Балканов сите земји се богати со културно наследство, вклучувајќи и Република Македонија. Вие спомнавте бројка од 5000 регистрирани локалитети, меѓутоа верувајте, таа бројка е неколку пати поголема. Значи, некои се познати, непознати, некои се во тек на регистрирање, бидејќи таа бројка е од 95-та година кога е направена археолошката карта и тогаш се првите системски прв пат системски се регистрираат тие локалитети, меѓутоа од таа година до сега ние секојдневно откриваме нови локалитети, вака случајно приземјени работи, при изградба на инфраструктурни проекти и на други начини, така да таа бројка е огромна. Истражуваат археолошкиот музеј и останатите музеи кои се надлежни за своите територии. И меѓутоа од моје искуство, мислам и јас сум директно од Фелата, музеите кубурат со кадар. Так. И од една страна се жалиме дека немаме кадар, меѓутоа од друга страна, ево во мојот тим кој работеше денонокно, макотрпно на ова истражување, имаше и 5-6 колеги кои не се вработени. Сега тоа е контрадикторно. Значи, мора како држава системски овој проблем да го решаваме,
такви луѓе да бидат дел од институциите. Сушност и начнавте дел од проблемите со кои се соочувате. Во земјата има специјализирани институции како музеи, конзерваторски центари, специјализирани научни центри за археологија на факултетите, што значи дека има доволно стручен кадар од областа на истражување на археологијата, но дали тоа е доволно и генерално што друго ни недостасува целосно да можете да се посветите на археолошките истражувања? Еден од проблемите и неконтинуираното истражување на археолошките локалитети, односно инцидентни истражувања. Да, па тоа треба системски да се реши и на еден системски начин да се прераспределат средствата за истражување. Се надевам ова откритие ќе допринесе и посериозни финансиски средства од страна на државата, бидејќи ние секогаш и секаде се гордееме со нашето културно наследство, тоа е дел од нашиот идентитет. Меѓутоа, од друга страна, треба на дело да го покажеме таа грижа за нашето културно наследство и дел од идентитетот. И мислам дека, ево ќе кажам еден пример, кој мислам дека ако успееме да го реализираме, имаме еден колега кој докторира на Универзитетот во Берн за дендрохронологија, за испитување на староста на дрвата. Так. Тој е Андреј Мачковски, кој сакам да го поздравам, докторира таму и тој прифаќа да се врати овдека доколку му се обезбеди вработување во некој од институциите, дури во разговор со неговиот професор Алберт Хафнер, кој имаше проект во Охридско-Струшкиот регион, заедно со нашите колеги, тие се волни да помогнат да ја обезбедат и лабораторијата. Значи, сето свое стручно знаење да може да го канализираме во нашава држава. И тоа е еден од примерите како наши луѓе кои студираат на врвни универзитети во светов, како ние треба да се бориме да ги привлечиме во нашата држава и како околу нив да се формираат лаборатории. Ме разбирате, имаме и една друга, ево ќе ја спомнам и вчера во едно гостување ја изумив да ја спомнам, тоа е Валентина Тодоровска, единствениот подводен археолог во држава. И таа е невработена. Мислам, такви работи не смееме да дозволиме. Би требало да се најде во било која институција место за таков човек, каде што ќе се оформи оделение и тој понатака тоа оделение ќе го развива. Ме разбирате, значи најтешко е да оформите добар стручен кадар. А ние го имаме и сега околу него треба да малку повеќе да се посветиме. Так. Уште еден од проблемите со кои што се соочува археологијата е неконтролираното одлевање на археолошкото богатство. За жал, поради големиот број на археолошки локалитети, многу е тешко тие да се обезбедат од дивите копачи и од сите оние кои што имаат имоти во нивна близина, затоа што често и земјоделците при обработување на нивите ненамерно, неповратно уништуваат одредени вредни локалитети. Па ево, овој наш локалитет ќе го кажам како позитивен пример. Так. Значи, Чичко Шефич Шемшедини го открил шлемот и го пријавил. Тоа е за поздравување, тоа е позитивен пример. И така треба да постапуваат сите. Од друга страна, да, ние не можеме да бидеме 24/7 на локалитети и како институции и тука немат ни една држава тоа не го возможила, нити ќе го возможни. Меѓутоа, со кревање на свеста на локалното население и со нашето присуство меѓу нив, како што ние бевме сега меѓу жителите на Корошишта, ние ќе успееме да токму тие како секогаш присутни околу локалитетите да бидат најголемите заштитувачи на самите локалитети. Верувајте, од искуство и во други земји тоа е најголемата заштита на локалитетите, кога местното население ќе си го штити културното наследство. И сега останува и уште една тема, како археолошкото богатство, археолошките локалитети кои што ги имаме во голем број, а не знаеме уште колку се уште се кријат неистражени, да ги ставиме во функција на презентација на нашата земја, на Македонија и дел од нејзиното културно-историско богатство. Всушност, археолошкиот туризам може да ја представи Македонија со сите нејзини археолошки богатства кои што се доказа културниот развој на овој простор. Сега она што е потребно треба да се вложува и во инфраструктурата, и заштита на локалитетите, и изградба на придружни објекти и сето тоа што е потребно. Да, ние например, ево јас доаѓам од Охрид и ние како Охриѓани можеме да се такмичиме со грчкото крајбрежје, италијанското и шпанското. Меѓутоа, кога станува збор за културното наследство и тоа како Охрид е привлечен за сите туристи, тоа е доказ дека културното наследство привлекува туристи. Да, вие спомнавте, мора да се реши патната инфраструктура и ево
се надевам дека брзо ќе се реши и автопатското решение Киче-Охрид. Меѓутоа треба да се реши и стопанисувањето на археолошките локалитети. Значи археолошките локалитети треба да бидат средени. Секаде каде што сме шетале во Западна Европа, па и не само во Западна Европа, локалитетите се перфектно средени. Значи ние треба да се стремиме да ги представиме во најдобро светло со посебни табли каде што ќе биде обележено за туристите да можат да разберат што посетуваат и со одредени пакети кои ќе ги привлекува уште повеќе да ги посетуваат локалитетите. Вие сте охриѓанец. Да. Имате куќа на Плаошник. Да. И како што велите, неминовно беше да станете археолог. Да. Колку сте задоволни од сето тоа што го имате постигнато и реализирано во вашата работа како археолог и кои се следните ваши предизвици? Па јас тотално сум реализиран како археолог со ова откритие. Срамота е да се пожелам. Сега на 2 декември е закажана одбраната на мојот докторски труд во Љубљана, на Љубљанскиот универзитет. Тој е за окружување на академската кариера. И јас само ќе си посакам овој проект да продолжи и посериозно да биде финансиран и резултатите сум сигурен дека ќе бидат уште подобри од ова што сега беа. Само тоа си посакувам, друго ништо. И нормално здравје. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство. Се надевам дека ќе имаме уште многу прилики во иднина да бидете наш гостин, да представуваме уште многу нови откритија од археологијата. Ви благодарам за поканата и јас се надевам на истото. Благодарам уште еднаш.